Имаме анкета на токму посветена на оваа тема. Би сакале да го слушнеме и гласот на народот, како тие или граѓаните размислуваат во поглед на посетата на психолог или решавањето на одредени проблеми кои што сите ние во животот ги имаме, дали е најсоодветно и во кое време да се појде на психолог. Да видиме чисто како нашиот народ или нашите граѓани размислуваат токму на оваа тема. Дали денес поред вас младите се свесни за проблемите со менталното здравје? Па мислам дека многу малце. Мала бројка на млади луѓе, да. Меѓутоа, за жал, тоа е реалност. Самото време направи да дојдеме до таму до кај што сме и состојбата е таа. Не. Свесни се како не се свесни. Свесни се. Зашто не може да издржат овде како држава наша, сите ни избега. Ова пензионерска држава е више. Па се посвесни во споредба со претходно, како во 2000-та, примерно неколку сега што се свесни. Дури пробуваат да си ги решат менталните проблеми подобро во споредба со претходно. Не баш. Па мислам дека не се свесни доволно. Не викам дека не знаат, меѓутоа не се свесни доволно и треба сепак да се погрижат, да превземат нешто превентивно, ако нешто повеќе. Мислам особено оваа генерација дека сме многу свесни за менталните проблеми и сакаме да ги решиме и повише се прави за тоа да бидат соочени. Кој е вашиот најголем страв? Па не знам, страв од смртва е, да, најверојатно. Друг пат, многу, не е еден, многу. Цигарите и дрогата. Искрено немам стравови. Единствен страв би рекла може би од непознатото. Пороците, се знае. Дали се срамите да побарате стручна помош доколку имате одреден Не проблем? треба да се срамуваш, не. Не треба да се побара стручна помош. Зашто ние сме со фамилија, со деца, ја имам правнуци, така да соработуваат и децата со нас и внуците. Не, дефинитивно не. И треба, мислам, никој да не се срами, едноставно треба луѓето да се соочат со своите проблеми што ги има. Дали се срамите да побарате стручна помош? Не се срамам, ми би побарала. Се срама. Јас сум од старите и уште се срама. Младиве сега не се срамат. Не мислам дека треба да има страф. Било кој не сме да има страф од тоа. Треба сите да се прашат ако имаат потреба од помош. Јас немам проблем, а би се срамел. Не, воопшто не. Не се срамам. Срам нема. Не дека се срамам, туку едноставно како подобро ми е со друштво, така како да си го решам и како бесплатно е тоа, ама не ми е срам за да побарам ментална помош, ако ми треба. Да, не треба да постои ниту страф, ниту срам кога станува збор за барањето поддршка во тој еден патокас кога поминувате или се соочувате со низа на ментални проблеми. Може би светот за некоја година ќе прогласи епидемија на менталните проблеми, а до тогаш ние се уште во Македонија зборуваме за постоење на стигма или за постоење на бариери или митови кога станува збор за посетата на психолог. Тоа што има можности граѓаните да го споделат и навистина е така. Повозрасните се уште се поделени на тоа мислење, а младите веројатно се поохрабрени и посвесни дека навистина менталните проблеми можат да водат и до некакви несакани последици во животот. Она што треба или навреме да се третира и се третира, веројатно понатака во животот ќе ни овозможи само поквалитетен живот да живееме сите. Споменав од самиот старт на емисијата во се деновите на психологија, кои што се организирани секако од Националната платформа на психолози при Комората на психолози на нашата земја, се одржуваат се до 10 декември со низа работилници, со низа настани кои што навистина го привлекуваат и вниманието на младите, но и на повозрасните, се со цел да се покрене свесноста за оваа тема. Годинава посветени на едукацијата на децата и младите за важноста на менталното здравје. Токму на оваа тема од повеќе аспекти во продолжение ќе зборуваме со моите денешни гостинки. Ја поздравувам професор доктор Драгана Батич, психолог,
психотерапевт и заедно со нас е Михаела Менчова, која што е студентка на факултетот за безбедност. Исто така некој со доста големо искуство кога станува збор за работа со млади и за нивните секојдневни психолошки проблеми. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро најдовме. Драгана, ќе започнеме со вас. Темата е многу опширна, многу голема, но ќе се обидеме во овие минути кои што ги имаме денеска да можеби ги потенцираме главните работи. Годинава еден од слоганите или темата која што генерално се опфаќа на овие денови на психологија е секако менталното здравје, но кај децата, па дури и кај најмладите, зборуваме за оние во предшколска возраст. Кога вие сметате дека е најсоодветно можеби да се започне да се зборува со младите токму на овие теми? Па ментално здравје е неодвоиво од физичкото здравје, нели? А и едното и другото од општата благосостојба на човекот, нели? И за менталното здравје е потребно да се има свест уште од најрана возраст, нели, уште во самото семејство родителите се грижат и прават една основа за позитивно, за добро ментално здравје. Меѓутоа, кога зборуваме за ова, вие веројатно мислите на институции кои што се занимаваат со деца, нели? Почнувајќи од градинки, училишта, средните училишта и така натаму. Сметам дека кај нас како систем ние немаме образование за менталното здравје во сите овие, да кажеме, сфери, односно во сите овие степени на образование. Оно што е многу значајно, што е дел од менталното здравје, неодвоив дел е емоционална интелигенција, нели? Како ние се справуваме со емоциите, односно како децата ги препознаваат своите емоции, односно едно образование за емоции, односно се смета дека како што се учиме како што ги учиме јазикот, нели, како што се описменуваме, слично се случува и со емоциите. И тоа се прави, нели, првично во семејството, меѓутоа добро е да тоа продолжи да се усовршува и во предучилишна установа. Еве јас ќе кажам еден добар пример дури од нашата, од Македонија. Пред неколку години имав едукација со професионалците од градинки, кои што спомнат дека во неколку градинки имале такви едукации за емоционална интелигенција, каде што работат со децата, нели? Како ги препознават низ игра, емоциите, како да комуницираат со другите и така натаму, и дека децата одлично го прифаќаат тоа, дека тие самите биле едуцирани тоа да го прават. Меѓутоа, ја не знам понатака што се случи, али мислам дека тоа, додека трае проектот, потоа се губи и не влегува во систем. А не знам што е проблемот за да може така. такво нешто да се имплементира во Па ја мислам дека нема некои проблеми, особено што имаме ние и психолози и педагози во градинки, например. Сега зборуваме за градинки, слично важи, нели, за основните училишта, каде што исто така би можело да се работат или програми, како што е во светот, или да се внесат и како предмет во основното образование. Например, еве еден позитивен пример од Загреб пред 12-13 години на една конференција. Тие исто така тогаш имплементира пилот програми во неколку училишта и баш ги презентира наставничките како низ игра од прво до четврто го имплементира, односно работат на емоционално писменување на децата и развивање на емоционална интелигенција. Зошто е ова важно? Важно е затоа што представува превенција за се она за да кажеме некои лоши развојни исходи, како што се нели проблеми во однесувањето, како што се врсничко насилство и така натаму. Значи, многу работи може да се превенира доколку се направи една платформа и доколку навистина се работи, се земе, да кажеме, сериозно
менталното здравје. Имате Што кај чувство нас не е. дека кај нас не е така, нели? Мислам Се дека уште не не е се така, зема, иако иако ние многу се зборуваме се и во зборува. медумите на вистина веќе се повеќе се Така е. зборува. Ете, во некој неврзан разговор споменавме дека можеби и светот за некое време ќе прогласи епидемија, затоа што ова е на вистина сериозно во секоја една држава во светски рамки за сериозните последици. Еве, во светски рамки има некоја статистика дека негде околу 20% на млади од 18 до 25 години имаат некакви симптоми кои што може да бидат диагностицирани. Особено тоа е присутно после короната. Ја не знам дали имаме, ја мислам дека немаме ние некои статистики, а нели би требало да имаме. А какви се тие симптоми? Па што тоа се ете вие ги симптоми на препознавате? анксиозност, симптоми на депресивност, кои што се уште не значи дека некој има нарушување Да. психичко, меѓутоа може да заврши така доколку не се превенира. Доколку Значи не се превенцијата на вистина е нешто што е многу битно. Јас пред едно, не знам, месец дена бев во вашата телевизија, зборувавме за штетните навики кај младите и повторно нели прозборевме и за превенција која уствари би била некаква нели би придонела да нема толку штетни навики. Значи, меѓутоа мора да се направи стратегија на државно ниво. Да, нешто што за жал го немаме. Пред да вклучиме и Михаела, само уште едно прашање, бидејќи ги споминавме градинките и помалите деца, за кои што најчесто може да се каже тие се деца немаат проблеми. Така. Да, но така реалноста и праксата покажува нешто сосема спротивно. Може ли вистина на таа возраст да има депресивни дечиња? Затоа што веќе децата нели се впиваат, веќе живееме во ера кога разводите се нешто секојдневно. Деца од разведени родители секако носат некакви последици. И милион други нели влијанија од надворешноста што можат да им влијаат дури и на најмалите. Но какво е размислувањето на повозрасните, зборувам сега наставниците, родителите, дали и тоа малку некако се променува? Можат ли деца на таа возраст навистина да имаат сериозни психолошки проблеми? Кога се зборува за стресот, например, стресот постои од најмала возраст, иако велиме, ние мислиме дека детето не знае, нели, и нема стресови и нема проблеми, меѓутоа, нели, самиот живот е таков да се случува, имаме разни се, а тоа е за некоја друга тема, некои тешки животни ситуации кои што се можеби занемарување, злоставување, кои што се вака екстреми. Меѓутоа секако дека семејството, нели, и тоа обкружување е тука да му помогне на детето доколку постои некаква стресна ситуација. Постојат и така наречени развојни трауми кои што нели настануваат заради дисфункционалноста на семејството и така натаму. Меѓутоа, она што го спомнавте за институциите, знаете, многу е битно да и самите наставници бидат едуцирани, да ги препознаваат овие рани знаци на предупредување, дека нешто се случува со детето. Јас сум држала едукации и на наставници и тие навистина покажуваат едно знаење и искуство да препознаат дека има некакви промени и добро некогаш добро и интервенираат. Меѓутоа, самите велат дека имат многу малку едукација од областа на менталното здравје. Значи, тоа е нешто што е многу значено за да може да се превенираат, да се приметат нели тие знаци. Еве пред малку разговаравме за оваа ситуација која што се случи во Белград во училиштето. Пред 10 дена бев во Белград на една конференција каде што имав можност да разговарам со мајка на едно девојче кое е убиено и таа велеше дека она што не било препознаено, а сега нели стануваат свесни, тоа е дека детето што извршило убиство никогаш не се смеело, иако било интелигентно, имало добри оценки, било културно, не правело поголеми проблеми. Значи, учење да се препознаваат и тие деца кои што не се толку нели се експонираат, кои што се тивки, има тамо знаци кои што може нели да ги препознаат, ако е детето депресивно, тажно, повеќе од 2 недели, ако има проблеми во спиење, ако има изливи на бес и така натаму и на помала возраст.
тука веќе може нели да се реагира и можеби да се превенираат овакви исходи. Сега дали тоа во овој случај би се превенирало, ние не знаеме, меѓутоа начелно е значајна едукација и на наставниците, оние што работат со децата, но и на родителите. Денеска ние имаме некои проекти кои што тоа го работат, како во неколку школи, има школа за родители. Меѓутоа, повторно верувам дека би требало да имаме повеќе места на кои што луѓето можат да се јават за своите проблеми, и како родители за советувалишта, и млади, и така натаму. Гледам дека на социјалните мрежи, младите мајки, например, се удружуваат, се мрежуваат, што е навистина многу значајно, нели има разни такви форуми, па и се собираат и така, за да си помогнат една на друга. Затоа што, знаете, родителството е многу тешка работа. Сите мислиме, тоа само по себе ќе се реши, а не е така. И мислам дека тука меѓу помладите, во однос на мојата генерација, да кажеме, постои поголема свест за тоа, а тоа е веќе, да кажеме, основа за подобро ментално здравје на децата. Се надеваме дека ќе дојдат и подобри времиња, додека ги живееме овие во кои што се и се што се случува и веќе ништо не може да не изненади. Михаела, ќе позборуваме малку за психолошкото советувалиште УКЛО, кое што е од единствен тип, така, ако добро разбрав, кое што функционира во рамки на универзитетот, така? Така, и American College има исто така. Добро, но психолошко советувалиште. генерално сте први. И може ли да ни споделиш како функционира, што се случува, што се објавува, што се трудите да пренесете преку социјалните мрежи, бидејќи во денешно време тоа е најбрзиот, наједноставниот, најлесниот начин да се допре до младите генерации? Па најпрво добро утро и од мене, и би сакала да ви се заблагодарам на вас, на професорката за укажаната можност денеска да зборуваме за една многу значајна тема. Да. Јас веќе 3 години активно сум вклучена во психолошкото советувалиште на нашиот факултет. Веќе 2 години сум и уредник на страницата на психолошкото советувалиште на социјалните мрежи. Нашата страница објавуваме содржини секоја недела. Таква страница имаме на Facebook, на Instagram и на TikTok, каде што дополнително во периодов работиме на разработување на страниците на Instagram и на TikTok, заради тоа што веруваме дека таму многу повеќе, таму се младите, да. Таму се проблемите. Но сега еве повеќе ќе се насочам на страницата на Facebook, која што ја работиме уште, која што работат поточно уште од 2021, па подоцна јас се приклучив. Секоја недела објавуваме различни содржини поврзани со емоциите, справување со стресот, справување со анксиозноста, емпатијата, односно се што е важно, секакви препораки кои што допираат до многу луѓе, и можам да кажам дека психолошката поддршка е потребна и дека сакаат да имаат психолошка поддршка, сакаат луѓето да знаат со што се соочуваат и едноставно да знаат дека не се сами во тоа што го поминуваат. Па може да кажам дека нашата страница еве во изминатите 90 дена има околу 13.000 прегледи, дека една објава, нели во зависност од содржината, достигнува и до 3.500 прегледи. Интересно е што на нашата страница 87% од следачите се жени, а 13% се мажи. Што значи тоа од ваша гледна точка? Зошто е интересно? Дека нели сепак мажите се тие кои што не треба да бараат помош, тие се тие силните, тоа се тие повторно стереотипи кои што постојат, да. И па така еден човек во анкетата спомена, јас срам ми е да побарам помош, иако немам проблем, ама би ми било срам да побарам. Точно, да, тоа се уште не е некако надминат проблем кај нас. Еве, например, нашите содржини ги следат лица од најчесто од 20 годишна возраст до 55 годишна возраст, што можам да кажам дека допира до многу студенти кои што се соочуваат нели со оној академски стрес, допира и до оние млади професионалци кои тек сега градат некаква кариера, се пронаоѓаат во некаква област, но допира и до родителите, допира и до учителите, до наставниците, кои што всушност се поврзани со онаа млада популација, и може да кажам дека така стигнува тој до нив. Како пример се може да ги кажам и оние објави каде што пример зборуваме за тоа како еден родител, како еден учител или наставник треба да препознае кај едно дете или адолесцент нели како настанува таа адолесцентска криза, како да ја препознаат, кои се знаците кога треба да се побара помош.
Адолесцентската криза е нешто што го имаат сите, Драгана, и го поминуваат или некој во помала, некој во поголема? Видите, да, адолесценција е еден развоен период кој што е прилично турбулентен и за децата и за родителите, тоа од искуство можам да ви кажам, и како психологија и како родител, но не мора нели да се заврши лошо, малку нели ќе има повуци потегни и затоа е многу значајна оваа едукација, знаете, и на родителите и таа што би рекле ние врсничка едукација, односно да тие се поддржуваат меѓу себе, да имаат такви групи и така натаму. Кој се може да го користи ова советувалиште на факултетот? Достапно за сите студенти на нашиот универзитет. Ние организираме, сам професорката, работилници кои што се одржуваат секоја недела, каде што секој од студентите кои што сака да се приклучат кон тие работилници може да дојде, дали сака насамо, дали сака да работи во група со нас. Тие работилници се во една опуштена атмосфера, каде што... Кои се темите ве најчесто кои што се обработуваат? Доаѓаат ли теми од самите студенти, нешто што сакаат? Да, можеме, нели, ние да бидеме иницијатори на темите. Обично и самите работилници започнуваат со тоа ние како се чувствуваме денес, како го поминуваме периодот. Да, па потоа дополнително нешто што сакаме да споделиме, сепак ете за емоциите, за овој студентски, да кажам, стрес со кој што се соочуваме, како да го надминеме, за сите теми кои што ете не засегаат нас. Добро, но тоа се теми кои што се поврзани со самото образование. Дали можат студентите, ако ете дома имаат проблеми со партнер во љубов и така натака, имаат финансиски проблеми, значи секаков тип на притисоци постојат од сите страни, дали можат тие да си дозволат советување во советувалиштето, кое што би било анонимно, дискретно и каде што навистина реално би ја добиле помошта? Да, може. Пак ја кажам, нели тоа може да биде нели индивидуално, анонимно доколку сакаат да зборуваат. Во таа група во која што работиме, сите учиме како да слушаме најпрво, како да се слушаме едни со други, како да си веруваме и како тоа што ние го зборуваме таму останува нели таму каде што сме го зборувале, да. И не секој мора да зборува на тие работилници. Тој кој што сака може да сподели, кој сака може да биде слушател, а кој сака може да зборува нели и анонимно. Да. Видиш, се слушате едни со други, што е многу важно во денешно време, затоа што мислам дека овие нови генерации се постојано на телефони и некако забораваме и да збориме сега едни со други. Значи, мене ми се многу тажни сликите низ градот кога, не знам, млади чекаат автобус и се сите на телефонот или можеби на било кои други локации во градот, едноставно се едни до други, но не комуницираат. Колку таа некомуникација еве Драгана води до тоа е новото време, така? Да, тоа е новото време на кој што еве и ние психолозите стално нели се обмислуваме и се прашуваме што се случи затоа што многу брзо настана промената. Да. Меѓутоа ова тоа е нешто што ги осамува, нели ги изолира младите. Сега пак да се навратам на овие групи ние ги викаме групи за раст и развој или креативни работилници, кои што се уствари искуствени работилници, нели, барат од студентите и тие самите да се вклучуваат и уствари, еве спомна Михаела кои се тие теми на кои што зборуваме. Тие, нели, нормално не се тоа само за факултет, него се сите теми за оние што нив ги засегаат, нели, како тие се чувствуваат. Но она што сакав да кажам дека во овие работилници тие се свртуваат кон себе си и гледаат како другите решаваат одредени проблеми, гледаат дека не се сами, дека немаат само тие проблеми, учат како да комуницираат со другите, знаете. Тоа е исто така е многу значајно и што велат обично студентите, некој не прашува како сме. Некој не прашува како можеме да зборуваме како сме и така. Така да учиме за тоа како да се релаксираме, значи она што може да им користи. Јас се шалам, викам сега ова што ќе го научите, оваа релаксација е нешто што повеќе во животот ќе ви биде од корист отколку сите овие психолошки предмети кои што сме ги учеле. Така да мислам дека зошто го отворивме уствари советувалиштето заедно со мојата колешка која што е психијатар Гордана Ристовска Димитровска,
ние заедно уствари влеговме во ова, нас не поддржа од менаџментот, значи било кој да е ректор, еве, навистина сме поддржани. Тоа е еден пример како индивидуална иницијатива, еве, без лажна скромност, може да влезе во систем. Значи, ние фактички имаме психолошко советувалиште кое што е дел од Кредо центарот, кој што е за постојана обука и, односно, постојана едукација, така да сме дел, еве, сме станале дел од системот. Зошто? За да ја направиме психолошката поддршка достапна на студентите, без административни проблеми, надвор од здравствениот систем, што е многу значајно, каде што стигматизацијата е многу помала. Доаѓаат ли други студенти? Нови работилници, зборувам од други факултети. Затоа што нели нема Не, работилниците се само Добро, но за психолошко советување? Сега видите, после корона, значи пред короната, психолошко советување индивидуално беше фактички ограничено само на Битола, на факултетот за медицински сестри, како се вика, и кај нас на факултет за безбедно. Меѓутоа после короната ние го развивме тоа како нели психолошко советување онлайн, така да фактички сега сме им достапни на сите. Има индивидуално советување за тие што се јавуваат преку админ, нели, го најавуваат психолошкото советување и во групи и ова што нели имаме веб страна, односно овие страни за да го прошириме тоа и да ја разбиеме стигмата, уствари, и тоа е она што... Вие ја споменавте Битола, но јас би сакала да ги споменам и останатите градови, кои што реално верувам дека се во некоја полоша слика за разлика од Скопје, каде што нели е се на едно малку повисоко ниво можеби, но насекаде постојат млади луѓе кои што имаат проблеми. Како тие од таму да се справат? Ма видите, ние имаме, моите колеги психолози и психотерапевти, доста, сега имаме доста приватни, нели, психолошки советувалишта, кои работат, така да е доста, во таа смисла е достапна психолошка поддршка. Меѓутоа не е достапна бесплатна психолошка поддршка, која што секоја држава треба да обезбеди и затоа нели се е многу значајно, нели еве јас баш читав, имаме ние на Национална стратегија за ментално здравје на младите од 2004 до 2006, што е одлично напишана, навистина честитки. Но, колку, и тоа е супер, нели, на хартија, ја верувам дека тоа што е напишано треба да се разработи и да почне да се применува во пракса. Зашто? Затоа што ние немаме достапна психолошка поддршка. Многу малку имаме советувалишта каде што младите може да се обратат, велам вон здравствените институции, затоа што советувалиштата фактички се, како да кажам, во советувалиштата може да се обратат на професионалците во заедницата, нели? Затоа тие се ослободени од некои, не се толку, да кажеме, крути, не се такви институции и не бараат многу пари, знаете. Тоа се знае, тоа не е од вчера, тоа се знае од години уназад во социјална клиничка психологија, нели? Кога пробиле ваквите советувалишта за да се превенираат одредени проблеми. Така да тоа е, мислам, иднината на превенција и на развој на менталното здравје, односно на психичката добросостојба. Михаела, вие лично сте посетиле психолог, сте побарале помош кога ви било некогаш потребно? Па Ива, мислам, јас го имам најдобриот психолог. Секојдневно? Да, секојдневно. Така да, тогаш јас не се срамите од тие работи, веќе така младите размислуваат. Да, и јас сметам дека лицата еве на моја возраст често зборуваме на такви теми, еве посебно што ги познавам, моето обкружување, што сега еве сме на академски студии, често зборуваме за тоа, зборуваме како треба да се побара помош, дека нели тоа не е ништо срамно. Баш барањето помош треба да се смета за чин на храброст и на зрелост кај човекот. Баш на зрелост. Да, тоа е можеби правилниот збор кога ќе се надминат работите. Слободно докажи. И тоа сакав да кажам дека баш сметам дека тие работилници
изостануваат претходно, сме ги немале во средно образование, во основно, и затоа можеби и ретко сега некој се осмелува да ја побара, но затоа треба да постојат ваквите работилници, уште во градинките, основно училиште, средно училиште, нели, да продолжат на факултет, за да се одржува, нели, за да имаме здрави генерации. Точно. Или да градиме здрави да не биде све страшно во нашата држава, нели? Јас сакам да кажам дека ние имаме добри капацитети. Значи, ние имаме една традиција на психопедагошко советувалиште, например, во училиште, кој што се и формирани овие служби заради заштитата на менталното здравје на децата. но на времето кај психолог се праќаше некој кој што ќе направи проблем. Сега. А понекогаш еве ситуацијата од Билград вели најмирното дете може да предизвика. Значи, малку тука би кажала дека и колегите мои психолози малку се жалат дека некако таа функција им е заматена со некои други активности кои што се бараат од нив. Значи, ние треба тие капацитети што ги имаме да ги искористиме во училиштата. Во секој училиште има така психолог, секој училиште, во средно училиште, сега дури негде има и социјален работник и дефектолог, така да ние имаме капацитети. Не мора се да биде скапо, знаете. Значи, само малку една реорганизација, едно обрнување внимание на тие програми, спроведување на програмите и така натаму, може многу да ни користи. Инаку, еве да ги пофалам колегите психолози во училиштата, имам навистина врсни стручњаци кои што си психотерапевти, сами се едуцираат за психотерапија и можат многу да понудат. Да. Го споменавме училиштето и образовниот процес во неколку наврати, но вие сметате дека е потребно на дали формален или неформален начин да се воведе нешто или да биде тоа предмет емоционална интелигенција, што вие сметате дека е потребно за да имаме поздрави генерации, за да ги превенираме овие работи? Па видите, јас мислам дека нашиот образовен систем е се уште, иако е 21 век, премногу насочен кон меморирање, нели? Сега кога на младите им е многу достапно све, нели, сите информации, мислам дека би требало да се насочиме кон некакви искуства, односно кон искуствено учење, кон нешто што на децата ќе им биде потребно во животот, а таква е, например, такво нешто е развивање на емоционална интелигенција, на комуникација, на социјална интелигенција, нели, и самото тоа ќе ги намали понатамошните проблеми. Значи, знаете, за емоции треба да се учи исто така како и за менталното здравје, исто како и за другите. Зошто би било поинтересно, зошто би било попотребно да знаеме колку кокошки има у перу, отколку како да се справиме со љутината и како да изреагираме со другачето кое не изнервирало, например. А секојдневно имаме се поголем број на ситуации, агресивни моменти кај младите, па дури и кај децата во предшколска возраст, и тоа многу од другите стручни лица велат дека се должи на можеби поголемо време поминато на ТВ екрани, содржините кои што се гледаат, можеби неприсутноста на родителите, опкружувањето во кое што растат и така натаму. Многу фактори влијат, тоа е нели докажано, но факт е дека мора овие работи да се препознаат на време, така? Така е. И да се има стратегија на државата, знаете. Мора тоа да се види, ако постои национална стратегија, ајде да видиме што од ова можеме да го оствариме, што ќе остане за понатака и така. Да. Ние пред малку ја споменавме ситуацијата од Белград неодамна. Вие споменавте и дека сте биле на семинар или Тоа беше виктимолошка конференција. Конференција, добро. Тие работат доста и работат помеѓу останатите со жртви од овие масовни убиства кои што за жалим се случија пред 2 или 3 години. Да. Сега некако порано за такви масовни убиства сме слушале во Америка, така, и сме викале не е тоа така блиску, можеби секој ден од нас ќе рече. Сега дојде до нас блиску. До нас, веќе и тука, значи и во Македонија се повеќе се зборува и живееме некои такви случаи, сите ние на некој начин ги доживуваме. Јас ќе споменам еден случај од пред некој од пред извесен период, од минатиот месец, каде што во Охрид се пишуваше за тинеџер кој што силувал 12 годишно девојче, неговиот другар го снимал сето тоа, а трето момче уценувало. Ве изненадуваат ли, вие имате богато искуство, сте видели, слушнали, доживеле можеби многу работи, но кога млади луѓе
ќе ги прават овие работи. Како вие реагирате Па изненадувачко кога и се за нас. залагате да создаваме здрави генерации и наидувате на 12 годишна момче кој што ова го прави, го значи тоа е нешто што е размислувано, мислено за да нели дојде до процесот кога се Знаете, делува. шокантно е и поразувачки. Навистина, и мислам дека и представува симптом на општеството во кое што се наоѓаме, знаете. Да. Ние сме неодвоиви дел и од семејството, и од општеството, и се прашуваме каде живееме, како е можно ово. Јас и за ова е се уште нејасно и за ова во Белград како се случи. Мислам, тоа навистина е страшно и неочекувано. Едно, мислам, јас после сум читала доста за тоа, мислам дека 11 годишно дете е најмало. Значи, таа граница се поместува на извршување на кривични дела, тоа е познато уназад 20-30 години кај нас. И кај нас постои нели тој тренд. Така да, еве, мислам дека и општеството треба малку да се замисли, и корупција, се тоа влијае, знаете. Тоа се велат неразбрани млади умови, но вие од ваш аспект, што би кажале, што им се врти во главата на тие млади луѓе, затоа што и едно убиство што се случи, и овој чин, и уште многу други, значи тоа се размислувани работи, така? Значи за тоа треба некоја стратегија тој извршител да направи за да тоа го создаде. Од каде поривот, од каде агресијата, што вели вашето искуство за вакви некои најстрашни, најмонструозни дела? Видите, за овие најстрашни ние сме правели истражувања во малолетнички затвор баш за овие најстрашните што велите. Тука има пак повеќе фактори, знаете. Едно е се можеби и тие психопатски црти на личност кои што постојат. Потоа тука е обкружување, тука е многу од нив живееле во едно милјена каде што биле изложени на токсичен стрес. Тоа значи, например, ако родителите, овие деца на улица се, например, еден од примерите, кои што вршат вакви кривични дела. Мислам, не сите нормално се, не сакам да генерализирам, али еве се случувало, имаме повеќе. Истражувањето покажало повеќе вакви категории. Многу често се тие деца без родители, без родителска грижа, кои што живееле во домови, во задржувачки семејства и така натаму, каде што нивните потреби не се задоволувале, знаете, и тогаш доаѓа до вакви некои, кажеме, ексцеси, кои што се само продолжување на веќе до тогашниот живот. Или овие, например, групни страшни силувања кои што ги има, или групни кражби. Фактички овие деца, бидејќи се чувствуваат незаштитено, нели не ги правда, меѓутоа незаштитено се здружуваат во групи каде што се осеќаат сигурно, и практично сето ова представува како некаков начин како да преживеат, знаете. Тоа се многу суптилни тие, и би требало да се работи многу на таа траума која што постои кај децата уште од најрана возраст, знаете, да бидат препознаени и да се третираат правилно. Затоа и велиме, се треба да биде веќе превентивно, да се работи многу за да не дојде до вакви шокантни, ексцеси, како што така рековте. Некаде пред крајот, деновите на психологија активни до 10 декември. Што се случува? Можеме ли да најавиме нешто интересно? Секојдневно имате бројни активности. Дали можеби психолошкото советувалиште е тука исто така вклучено во рамки на овие денови? Па да, ова нашата акција, акција на психолошко советувалиште, еве ова сега. Ние секоја година сме активни. И обично се случува во овој период, при крај на година, обично трае по 10 дена, и навистина сега гледам дека има негде 90 акции различни, значи и затворени, и отворени, во училишта и така натаму. Ние минатата година имавме една акција заедно со American College, каде што самите студенти и од нашиот и од нивниот факултет креираа, нели, заедно со Михаела беше тука некој водач, креираа овие нели позитивни содржини за ментално здравје, така да мислам дека е многу значајна оваа платформа, и одзив на колегите покажува колку уствари ние како ФЕЛА сме заинтересирани за подобрување на менталното здравје и за подобрување на благосостојбата на нашите граѓани. Михаела, ќе додадеш ли ти нешто за крај, можеби некој совет за младите?
Па ете дека навистина треба да градиме една култура каде што психолошката поддршка ќе биде нешто кое што секојдневно ќе треба да го добиваме, го бараме и дека навистина не е срамно да се побара помош, не е срамно да се покаже слабост, не е срамно да се каже каков ни е денот, како се чувствуваме и дека за се има решение. Така е, дека треба да збориме, да зборуваме, да излезат од нас сите емоции за да можат полесно да се решат. Ви благодарам многу, бевте исклучително одлични соговорнички и мислам дека навистина опфативме важни клучни теми кога е во прашање менталното здравје, затоа што аспектите за зборување се многу бројни. Ви благодариме за поканата, многу ми е драго, нели, повеќе пати сум гостувала и навистина ви благодарам за ова што за вашиот интерес на овие теми.